покажете. Тим Б Ренова, повелете овде на сцена. Имате максимум 3 минути. Работехме, цела група, работехме постојано. Значи имаше идеи од другите, не само од мене. Имаше некои такви по-конкретни идеи. Ние целата работа ја работевме со надеж, но и со уверување дека ќе победиме. Доколку мислевме дека ќе изгубиме, тогаш не требаше нешто да направиме. Бамс Ренова është brand, dhe domethënë pas asaj që është brand, me produktet e reja të cilet do dalin në treg, ne me strategjitë tona të cilet i përdorëm, ne dolem se Renova është brand dhe do t'jetë brand shkaku i anketave të cilën nxorëm, domethënë. Сите се надополнувавме меѓу себе, тоа беа дискусии чисто. Кога се надеваш да успееш или кога треба да постигнеш нешто, мал страх да не направиш некоја грешка, промашиш. Ми се допаѓаше целата организација, целата посветеност на нашиот тим со оглед на тоа дека сме четворица. Комплетно бевме посветени, се разбиравме, беа извршувани сите задачи. Сум многу задоволна од тоа што правивме. Значи, мислам дека комплетниот резултат што го дадовме е доста солиден и може да се изреализира. Па, искрено, кога тргнуваме од наша гледна точка, мислиме дека завршивме добра работа и имаме шанси да победиме. Ете така, ги погледнавме и накусо се запознавме со двата тима во кратката видео презентација. Веќе ги имаме на сцена, го покануваме главниот кој што треба да одлучи, собственикот на Ренова, господинот Шефкет, повелете. Тимови добри? Трема немате? Моите се одлични. Нив ги прашам, па што они ми се така уплашени малку? Нема потреба да се плашат, бидејќи знаат кај кого овој пат ќе одат поените. Добро, добро. Повелете. Добро вечер. Повелете, сконцентрирајте се добро и обрнете внимание на Тим Б. Да, дека Тим А треба да победи. Повелете Тим А, покажете се што знаете. Добро вечер. Првин, дозволете ми да ви кажам дека Тим А и Тим Б се најсреќните во целава ова кампања, затоа што работеа за една компанија која што за само 20 години од 5 работници достигна до 300 работници. Навистина добро сценарио за добар филм. Значи, во овој проект имавме две задачи, односно првата задача беше анализирана брендот на Ренова и втора задача креирање на нова маркетинг стратегија за новите производи кои што Ренова допрва ќе ги лансира. Сите активности во овој проект не беа одредени во 3 фази, односно првата фаза, која што беше истражување на пазарот, која што се состоеше од анкета на финални потрошувачи и на фирми посредници, втора фаза, која беше изработка и интерпретирање на податоците добиени од првата фаза и трета фаза, донесување на заклучоци и препораки за компанијата Ренова од наша гледна точка. Врз основа на сите овие наши анализи, ние донесовме некои предлози за компанијата Ренова, односно освежување на дизајн на промотивни производи, нов дизајн на новите производи,
рекламен спот за новите производи и така натаму. Во прилог може да си ги видите и етикетите на новите производи кои што допрва Ренова треба да ги лансира во пазарот. Рено Пуц, Рено Грунт, Рено Бейкон и Рено Пейнт. Промотивната стратегија ќе се одвива во 3 фази, каде што првата фаза ќе биде поагресивна, а додека каналот на дистрибуција ќе се употребува вториот канал постоечки на Ренова. Врз основа на нашите анализи, значи овие ви се карактеристиките извадени од свот анализата. Добрите резултати се плод на макотрпна работа и на малку талент. Макотрпната работа донесува добри приказни, а успешна приказна е Ренова. Ви посакувам да уживате во предлог рекламниот спот на нашиот тим. Ви благодарам. Бидејќи нашиот универзитет се познава по мултикултура и по тоа што го промовира мултикултурализмот во високото образование, дозволете ми ова кратка презентација да ви ја презентирам и на албански заради албанскиот аудиториум кој што го имаме тука. Атер индеруар изотри идризи, тандеруар те пранишам, сиче да е презентувам махерат. Детюрата цила дуhet i plotësonim në këtë projekt ishin 2, edhe atë analiza e brendit të Renovës, si dhe krijimi një strategjie për produktet e reja të cilat Renova do duhet që t'i promovon. Aktivitetet në gjithë këtë projekt ne vendosëm që t'i ndajmë në 3 faza, edhe atë faza e parë e cila ishte hulumtim dhe kërkim në treg, e cila përbëheshte prej anketimit të konsumatorëve final si dhe të ndërmarrjeve ndërmjetësuese, faza e dytë e cila ishte përpunimi të dhënave të marrura nga faza e parë, si dhe faza e tretë sjellja e rekomandimeve dhe konkluzioneve të gjithë projektit. Në bazë gjithë analizave tona, do të thotë ne ju ofruam juve disa rekomandime të cilat mund të shihni para jush. Ndër të tjerash, do të thotë ofruam edhe ambalazha të reja për produktet e reja të cilat do të duhet që ti lansoni në treg. Do të thotë produktet e reja vetëm i dini Reno Paint, Reno Bacon, Reno Pus dhe Reno Grunt, ndërsa ndër të tjerash kanali i promovimit do jetë kanali i dytë i promovimit, ndërsa strategjia promovuese do të jetë më agresive. Definitivisht rezultatet e mira janë fryti punës madhe dhe talentit vogël, kurse Renova është dëshmi për punën e madhe e cila mund të mbërrihet në këtë vend. Ju faleminderit. Ви благодарам, одлични сте. Очекуваме победа. Добро, ние... Ајде. Не се заблагодарувам ја, него едноставно тоа се кажува овде и ќе видиш што ќе се случи. Повели. Почитувани дами и господа, добро дојдовте. Ние сме тимот Б од Ренова и пред да започнам би сакала да ви се заблагодарам за присуството и да ви отпоздравам. Исто така, значи во мое име и во името на целиот тим би сакала да изразам дека во последниот период, значи имавме можност да работиме со дека имаме огромна чувство на задоволство, што изминатиот период имавме можност да работиме со една успешна реномирана и угледна компанија како што е Ренова. Задачата која што ни беше дадена од самиот старт беше ребрендирање на еден од производите на Ренова. Значи ребрендирање на производот Kunstrapuc, кој што всушност представува декоративен течен малтар во боја. За таа цел изработивме маркетинг план кој што вклучува поставување на цели, ситуациона анализа и маркетинг стратегија. Целта на маркетинг стратегијата ни беше креирање на нов бренд за овој производ, целосна промоција, значи на комплетно новиот дизајн на производ, како и креирање на промотивна кампања со која што ќе се овозможи, значи ефикасно, брзо и лесно освојување на пазарот. За таа цел, значи една од нашите задачи, првична задача, поради тоа што станува збор за ребрендирање на производ кој што веќе е застапен на пазарот од страна на Ренова, меѓутоа под германски назив, една од нашите задачи, односно првата задача, беше целосно да го осмислиме новото име на овој производ. Со оглед на тоа дека станува збор за течен малтар, нашата поидовна идеја, значи, поидовна точка ни беше, значи, самото име на производот да соодветствува со карактеристиките на самиот производ. Па со оглед на тоа дека станува збор за течен малтар, се одлучивме за името Reno Flow.
Името Рено Флуо во себе го содржи зборчето флуо, кое е изведено од зборот fluid и значи означува течност. Што се однесува до логото, логото е навистина поколоритно, со оглед на тоа што во позадината на самото лого имаме повеќе бои, кои всушност ги представуваат сите оние бои во кои што може да се најде овој производ и кои што се стилизирани да изгледаат како распрскани за визуелно да асоцираат на течен малтар. Значи самото лого е изработено од две зборчиња, Рено и Флуо. Зборчето Рено е заштитен знак за сите производи на Ренова, токму поради тоа му требаше и ребрендирање на овој производ, додека зборчето Флуо, како што напоменав, е изведено од зборот fluid. Што се однесува до етикетата, етикетата е составена од широка палета на бои, кои што се модифицирани на тој начин што ги представуваат териториите на сите оние земји, држави каде што Ренова има свој представништво. Така, значи, на оваа колоритна мапа можеме да ги забележиме територијата на Македонија, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Бугарија и Грција. Пеперутките кои што се наоѓаат на мапата, односно на етикетата, всушност ја представуваат локацијата на главните представништва на Ренова и воедно говорат за еколошкиот карактер на овој производ. Декорациите кои што може да се видат во аголот на етикетата, значи од сите 4 страни, всушност упатуваат на фактот дека овој производ е погоден за изработка на декорации и дека е едноставен и лесен за употреба и од лица кои што имаат и мали познавања од оваа област. На етикетата на десната страна се наоѓа содржина, начин на употреба и опис на производ кои се преведени на македонски, албански и англиски јазик. Понатаму, значи, во долниот дел од етикетата имаме податоци за самата компанија, во левиот агол имаме големина на пакувањето, односно овие производи ќе бидат пакувани во кофи со стандарден изглед со големина од 25 кг, а над големината на амбалажата се наоѓа QR код со чие што скенирање директно се поврзуваме со веб страната на Ренова, каде што можеме да најдеме повеќе податоци како за овој производ, така и за останатите производи од палетата на Ренова. Исто така, со цел да го доближиме производот до потенцијалните купувачи, а воедно и да го наметнеме на пазарот, имаме низа предлози од областа на промоцијата и дистрибуцијата. Од областа на промоцијата предлагаме агресивна промотивна кампања која што ќе има за цел распространување на информации за Ренова, така што Ренова ќе се втемели како препознатив бренд во свеста на потрошувачите и исто така цел на оваа промотивна кампања ќе биде зголемување на продажбата на производите на Ренова. Во рамките на промотивната кампања изработивме и промотивни материјали во вид на пенкала, чаши, папки, нотеси, флаери, исто така и мини кофи во кои што ќе бидат сместени, значи, примероци од сите овие промотивни материјали заедно со цеда на која што ќе се наоѓа рекламниот спот за производ и останати карактеристики на овој нов производ. Понатаму поглед на дистрибуцијата, значи нудиме одредени предлози за овој производ да го направиме подостапен за потенцијалните клиенти, односно потенцијалните потрошувачи. Па за таа цел предлагаме вршење на нарачки преку веб страната на Ренова, со што би ја доближиле Ренова до веќе актуелниот концепт на електронски нарачки, обезбедување на сопствена и брза испорака и ангажирање на комерцијалисти. Понатаму, значи, за крај ве поканувам заедно да го погледнеме предок видеото за овој производ. Како може во само 3 минути се да се каже. И второ, Рено Флуо да си запамтиш, нели ке со машти ке градевте, ке правевте. Значи, имате производ. Тоа е. Ајде, да видиме дали тој производ ке победи. Ако победи, ке мачкам. Ајде да видиме. Последниот збор, секако го има представникот од Ренова. Јас првично би сакал да ги поздравувам сите гостите, почитувани дами и господа, почитувани студенти, почитувани основачи и раководители на ФОН универзитетот. Слободно можам да кажам мојата позитивна мисла за ФОН универзитетот, што ги зема вакви чекори. Оти јас сум живеел долго време во Запад и сум работил тамо и знаем дека западните земји многу близко соработуваат измеѓу универзитетите и фирмите за стопанството. Јас тука можам многу високо да го ценам коракот
чекорот на Фон универзитетот, за овој чекор што ги превзема, и јас мислам дека иднината на ова парче земја ќе биде токму тука поврзувањето на студентите со стопанството. За презентациите неколку зборови. За групите стварно беа двете екипи добри, али колку ми се чини мене дека би требало еден да биде За жал, да. На ова. За жал ќе мора Б да биде. Ако ќе морам едниот да го прогласам, тогаш јас ќе прогласам групата А. Браво! Честито. Ви благодарам. Честитки, момци и девојки, бевте одлични. Сега веќе можете да воздигнете. Тоа е. Бидејќи првите поени одат на наша адреса. Браво за тимот А Ренова. А секако вам ќе ви доделам една златна плакета како благодарна што бевте дел од фабрика на знаење од универзитетот. Еве јас да ви честитам, да, заслужено. Честито. Честито на сите. Ето, Одлично изработена работа. Подобрите победуваат. Добро, нормално. Не можеш да ми ги двоиш. И двата тима беа добри. Добре, да твој бе, сега добија глас, тоа е тоа. Ништо. Чекај. Еве, ова за бојата. Да си знаеш да не заборавиш. Да, секако ова ќе го имам во предвид. Сега малку ќе уживаме со добра музика, а потоа ќе се вратиме со продолжение.